Скандалозниот случај во кој стотина основци од гостиварското училиште Мустафа Кемал Ататурк под развиорено турско знаме во училишниот двор упатуваат војнички поздрав за поддршка на турската воена офанзива, ќе биде под лупа на Државниот просветен инспекторат. Министерството за образование го осуди чинот и повика образовните установи да се воздржат од какви било активности кои имаат политичка позадина. За конкретниот случај, инспекторатот ќе изврши надзор и ќе ги одреди санкциите. Министерството за образование и наука ги осуди активностите кои биле организирани во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар и во кои учествувале ученици, а преку кои била испратена политичка порака за поддршка на воени акции на одредена држава. Тоа е апсолутно неприфатливо и секако надлежниот инспекторски орган, односно Државниот просветен инспекторат, соодветно ќе постапи и ќе одлучи согласно констатираното за време на надзорот. Фотографиите со спорниот поздрав на учениците под придружба на училишниот персонал беа објавени на Facebook страната на училиштето, но поради жестоките јавни реакции уште истиот ден беа отстранети. Канал 5 успеа да стапи во контакт со директорот на училиштето, но не беше расположен да даде коментар. Само кусо посочи дека ќе излезе со официјален став. За првиот човек на детската амбасада меѓаши, на овој начин се врши манипулација и индоктринација на децата во училиштата. Се користат деца за величење на воени интервенции, наместо да ги учат на миролюбиви начини на трансформација на конфликт. Не ги информираат учениците за можните негативни последици од војните кои предизвикуваат секаде во светот, учително и оваа, односно за статистиката на загинати деца во сите војни конфликти, ниту за состојбата во кој се наоѓаат нашите деца или родители кои загинале во војни конфликти и животот го загубиле. Со осуда се јави и Хелсиншкиот комитет. Посочија дека грубо се прекршени Законот за образование и Законот за заштита на децата и бараат најстрога казна.